Pakevali dikutnalen šukar alena menge šukar rak sari nenge ake me pozdravljavate me srso vakir jumvet šukar tumari rak pakevali dikutne šukar alen koroma EU TV web portal. Официјално почменге народна компанија таро избора, хем срсо обичингјум туменге да кавена менге повеќе еминентна мисафира, значи, срсо о абдисутно мирогости орајо Аксел Ахмедовски, председателитано таро ПДРП, поранешно министери бизо ресорски влада ки Република Северна Македонија, хем кандидати баши пратенеко ки изборна единица тројка. Тумен шај ме одма те навединав дека тумен шај те пратинаме, значи преку социјална мрежа, срсој о Facebook или YouTube. Роден Рио Севгјули Сали, Месар Севгјули, срсо веќе најавингјум ко претходна да програме, дека увека овав неутрално, хемка мукав секој е тикутно индивидуално корколите решенел каске, значи каде по ханго, односно по гласо. Моментално, пак ја декутнале, значи моментално о Аксел Аџгерели, овкавал, минум сигурно, веќе кратко шунгумале тикно техничко проблеми и силе, али джи тогаш мека му каптумеге, значи веќе о могучности те шај коментајрате пишине, туме пишине тумаре коментајра, а ка потрудинаме нормално терикари текерам гелафи, нели таро акала изборна кампања, со мислинена таро јек или таро јавер нисеве кандидати, ако сој акана моментално, значи актуелна ко амаре, ки амари романи популација. Шај комотно тумаре коментајра веќе те пишине, срсо вакирава, срсо веќе најавингјум, дека уџараја табл, значи о аксе хем ка уклучинале одма. Агер, ка замолинав сај прале, значи, кокала дебата е кеда иси, значи, те водине песке хари рачуни ме сватинава дека некој некас фаворитизиринела и нормално, адва шукарда и агјаретано нормално ко цело свето, кеда кирала бела фитаро изборна кампања, али, нели, матена шаван некако, амаре, ајдете вакирав, почитија, значи требало нека сите ценинади ја далеске требате година рачуни ке да пишинени себе коментајра мат увредина нека соске ипак керола пелафи таро амаре рома хем ме мислинава срсо веќе најавингјум срсо вакирјум неутрално, значи ме сум комплетно неутрално сматринава дека требала неутрално ме реагирнава, али тумен шај комотно да пишне тумаре коментари, али водене хари рачуни мате повредина амаре ромен. Значи, роме требала те негуина, односно те подржина. Кој каз подржинела, а дава тумен коркори индивидуално шајте коркој туменге те решине. Агјаре, са прво поздравинава, значи, Агуш Демировски, поздравинава исто ме Амале Есабрија, поздрав Сабри Демировски, шукаре Лена менге, о нешко нешате ме пралетари џамија ИКУР, хем о Романо радио појава му прал исто леда поздравинавале шукар Аљана менге, сарсо вакирјум слободно поставене тумаре прашања, значи и ка потрудино па маро гости те одговори нелен доколку везимејтане тари тема нормално со акана ерат магаја те кералафија далестре. Те напоменав, те користинав и шанса, джикото о Аксел Нало, те користинав и шанса, те вакирату меѓу дека амен планиранаја недела, веќе акана недела саспела искрено веја пале давно амен де насине амаро имами о имер ајдини, ковал јек интересно тема, и тема на нето откринавла Авдија, веќе ме догори салјумлеја, и тема кол доста интересно.
Ковото мен оприлike нормално те викен, значи преку социјална мрежа каму ка веќе о рекламе, така да ковен увеко актуелно и каѓанен која тема спреминала. Пе важно и таното мен теџанен дека недела, значи план Иринаја оџеја име рајдини, хари исламско вероисповест, нешто те шуна, со кола ми ги корисно. И те најавина пандејек програма со веќе амен мисли најак на среда, значи коваламен исто ки кооперација пралеја о Мозес и овде значи ковал исто инволвиримо или па ајде вакера ковал саркомодератор или меков комодератор каде ка сарковал и семе пандек прал кова мевеч муклум о рекламе, значи среда кошово сати и романо активисти ки Белгија потекло тари Бугарија, значи овда ковал кошово сати и надинама дека палеме верно дикутенцар кова да те хемка покушина те да и о простоира манушенге кола са киромани популација со етан активна те шај одада, значи те авенчи колафием те пенен нешто. Замолнава се дикутнен, деленен козум со шај, споделен о видео, табите шај ту користинен пе повише джена калестар, значи повише рома, тедикен, керала пелафи, таро изборна кампања. Поздрави нава исто ме прале Даниел Бос, шукаре нам ги муклал. Поздрави нава исто Егини Христов, Амаро Пралтари Бугарија, значи сигурно леске коло исто интересно, среда, значи среда, кошово сати коламен исто е бугарско активисти, романо активисти, кова со коламен ги гости, така да када леске да простоира те керал лафи тари при активитети, проактивитети, значи джија кана со кергјале. Пишене слободно тумаре коментараме на Динама дека Аксел К. Абел. Асав ке буке десиненапе, значи амен увек сем правде, даја ла могучностија амаре романе активистенге, те одазивинемпе, те авенко програме, на Динама дека, значи, аква дека функционирал са Сарсоваљани, тумен ма престанен тумаре коментарате пишинен, и ако исто мене се пучива шајкомотно, значи те последнен ла пучива ла прашање, така да ка поздравинав исто Јакуб Куртиш, шукаре намиге. Споделено видео козум со шај, табите шај те ова повише джене те укористинен пе јавера. И те најавинав, значи, дека ко YouTube да шајте дикенамен, сар веќе телесопишинела ко филтери, значи пратинам преку YouTube, роден Рио Себил Сали, и около мануша нормално кола со ајдете вакерава хари техничко наебаш ко актуелно, шај значи преку YouTube, те хелпе цело фамилија, те бешенем, те дикен, са со интереснуван амаре гостонда. Поздрав Пала Агуш Темировски. Ја, Джанава, али на Джанава дали Астарела Тан, значи мена четингјума адалеске, али верујнава туке ске Джанава Агуш дека сијан ту актуелно, адалеске канака мукав, аки нека дикен, Зоран Заев после мамето ке им го ебат сите што ке влезат кај мене во коалиција. А кавако вакирјале требало, значи те Джана коте вакирјале и адалеске да наманглумте си кававле, али верујнава туке дека туа ква нека леа тутар, и него и ситу сигурно негде адекватно доказ и адалеске, пошто пенџеравато дека сијан доста актуелно, доста сијан шукар чаво, джанеја значи оквеле и адалеске да верујнава туке им се каги макана. Шукар кол те пишине, коте ака изјава мукла о Зоран Заев. Прало Сергил од цитати на Немло, неготаро Зоран Заев, баш о леске коалиција партна, баш интересинално мишлење Алексеско. Аха, баш ака изјава. Добра, али мора цар со вакергјум, мора значи товаламен докази коте вакергјале, кога вакергјале, цара лоджи одвате вакерол, значи табите шај, нели те почнул нешто да адалеа. Ме авдие, значи, верујнава дека Аксел Кавел, аки јака на баштери кав сопишинала.
ако сите нешто те пишене, слободно пишене, така да те шајте после кога во Аксел ка покушина тумаре прашање, значи те постави на леске. Мека покушинава кана те правава да вас ту вичлагено прав. Агуш? Аудио, окей. За жал аудио значи те вика. А шајте бичалема ги преку Агуш. Муправ. Ајде бичалма ги преку Messenger, па ка пробина меа да те правали преку Messenger, така да тоа значи одма сикав до ако шај. Паќе ме декут не сарсова кергион веќе пичален козм со шај о видео ширенен, деленен, споделенен на видео, табите шај повише, нели, повише гостија тоа е на. Шукаре нам ги Амдуш Темири. И си Боба кај Вакерџа одва Озаев, ама и о Агуш са лескоро коалиционарно партнери. Добро. Добро. Аќе пишем геманги веќе дека о миналапе о Аксел. Добро. Овса сто Агуш, ка потрудинаме Акселески, ако авела те мука веќе аќе праѓум окова, значи кога со пишнало тексти, ка пучале, кадика дали адалеске иек адекватно одговор шајте деламе соске, адава Киргјан. Ајаре. Трандафило бут луѓа бичалја. Овса сти, аки меда бичала бут луѓа. Евгений Христов, Сиромо Зорав заедно. Наđenao. Агуш Демировски, председател беше на ПЦ, бевте во коалиција со Заев. Добро. Аки мека потрудинама, трика дали кашај те успена те сикава, одова. Аки Аксел, добре. Пак имам декут нали сарсова кергјум. Значи ширенен кон со шајо видео, да бите шајо Аксел те кувал. По Аксел тано вечко бекстејдж манде, хем ка почина, значи амаре редовно програмаја, али сарсова кергјум ме би замолинава самаре дикутнен, те водинен рачуни саве коментара му кена, ако и силен, значи везано нешто е темаја, нека постави нен, али сарсова кергјум, значи матола два, Романо, мате увреджина, и пак ерала пелафите, Ромаре Рома, значи аменсијем са иста. Ме сарјек медиум, сарјек новинари, бива кера, секој јек нека победино. Значи, сарине нека победине, углавната на Маре Рома, метровата дичинаме со Амаре Рома, и си надла могучности, а сар пратеникје тове накој, когол, а два ка сикавал, нели, о само време. Ајаре. О Аксел на Динамо панда јек минута кадале времете, шај хари овда, нели, те само со круѓака на мате чевале одмаки програма, него каму кале харите шај овда те, нели, те сортиринопе, така да последва камука и леда ки програма вечитано ко бекстејдж, али сарсова киргјум делинен о видео, таби те шај те мука амаре еминентно гостејавти. Ајаре. Пак имам дикут, нали? Мена Динамо дека Аксел вечитано спремно, а мен каѓа е Акселе качвале ко бекстејдж.
Аксел, добро ми дојде. Дали се слушаме? Се слушаме. Се е во ред, техника е се во ред. Слушнав дека имаше малце некои проблеми со телефон или нешто технички. Да, телефонот децата ми го зимаат, па ми падна. И така, да. Па сега го земав лаптопот. Ама сега се е во ред. Се надевам дека Да. нема никакви пречки. Во ред. Како прво, сакам да те поздравам во името на нашите гледачи. Јас знам дека ти ромски малце не знаеш добро или малце потешко ти оди. Не, збориме ние ромски. Молам? Ромски ние збориме тука во делот од кај што потекнува, меѓутоа нашиот дијалект е малку подруг од останатите краеви. Да. Сакам да зборуваме на македонски затоа што голем дел од нашето население во источниот дел на Македонија ромскиот јазик или не го познаваат, или не го зборуваат, или пак многу малку го знаат. И затоа сакам сите да ме разберат што зборуваме. Јас знам дека во другиот дел, во централниот дел на Македонија, посебно во Скопје, не наоѓаат критика за тоа што зборуваме повеќе македонски, меѓутоа молам и барам разбирање за тоа што збориме повеќе македонски. Сакам сите да не разберат, за да ето во иднина може би да дават добри или лоши коментари односно на дискусијата што ќе водиме. Значи, барам разбирање од сите, затоа што навистина сакаме да збориме на македонски, за да може да не разберат сите роми во Македонија. Затоа што знам дека и во западниот дел, Гостево, Рекичево, и таму слабо се збори македонскиот јазик. Ова е ромскиот јазик. Добро, во ред. Вака, нашата телевизија се вика Рома ЕУ, значи европска. Така да кај нас нема сега, јас мислам, кога зборувам кај нас, мислам на телевизијата, целокупната телевизија, дека немаме тука, дали ромски ќе се збори, македонски, сега тоа нема врска, важно е што се зборува. И треба да се збори на тој јазик каде што може најдобро човек, значи да се снајде или нели да се искаже. Аксел, дали ќе може на Аксел да останеме или сакате да ве презираме? Може. Супер, одлично. Вака, Аксел, нема да ми замериш ако јас сега на македонски нешто грешам, некои падежи, затоа што јас живеам тука во Германија доста години, така да се трудам, значи ќе се потрудам максимално македонски, али немој да ми замераш ако нешто се грешам на некои падежи, се надевам дека ќе биде се во ред. Мислам дека ќе биде се во ред и воопшто нема никаква замерка. Супер. Добро ни дојде. Фала на добро ни дојде. Аксел? Благодарам на поканата, благодарам на можноста да се обратам на јавноста преку вашиот портал. Мене посебно ми е драг, значи да те запознам сега тука во овие, значи ние не се знаеме сега, ајде да кажам сега, значи персонално. Сега слушнав дека од тебе слушнав до сега само позитивно. Мора да кажам. Така да и тука Салиевски, значи со кого соработуваш или со нашите луѓе исто, слушнам многу позитивно, значи имаш доста направено за нашите роми, така да ќе дојдеме значи во таа тема малце покасно. Се надевам дека ти се осеќаш добро и да почнеме со нашата програма. Дали ќе биде во ред во самиот почеток, сакам да те прашам дали во ред ќе биде значи прашањата што ќе ги постават нашите гледачи, дали ќе може тие прашања ти поставам или има стриктно само тоа што сега јас припремив само тоа да се одговори. Може сега. Може. Така, супер. И тоа го средивме, значи може да почнеме со нашата програма. Вака. Јас нормално решажирав сега и дојдов до тоа затоа што сам не те знам, значи не те познавам, ама тоа само лежи на тоа затоа што ја живеам тука во Запад, значи во Германија, затоа со политиката, нашата политичкиот сектор, значи не се толку бавам, затоа не знам кој е, дали ќе можеш на кратки црти да ни кажеш кој е Аксел и кои се причините за политичката активност? Значи вака, јас сум Аксел Ахмедовски од Делчево, источниот дел на Република Северна Македонија, близу до бугарска граница. Тука имам завршено основно и средно образование. Имам дипломирано на правниот факултет во Скопје во Универзитетот Кирил и Методи. По завршувањето на факултетот известно време се бавев со некои приватни дејности. Потоа положив правосуден испит
И од 2001 година до 2018 година, до почетокот на 2018 година, работам како адвокат. Пред тоа работев, бев 2 години во Основен суд Делчево, работев како правник исто така во една фирма текстилна со околу 700 работници, а по положувањето на правосудниот испит се до назначувањето моје како министер без ресор во владата на Република Северна Македонија, а по предлог на Самка Ибримовски, сегашниот актуелен пратеник, председател на партијата за целосна емансипација на ромите, до една година, значи до 2019 година работев во владата како министер без ресор. Инаку имам учествувано на повеќе семинари, повеќе од областа на правосудството, имам и неколку и повеќе лиценци. Пред моето назначување за министер во владата, последните 5-6 години работев интензивно на повредата на човековите права, од областа на правото на слободно движење, повреда на правата на пациентите, повреда на правото на образование и други права кои што се малку сензитивни права, каде што треба да се одлучува за повредата на душевната болка, и тука навистина треба да бидете малку умешни, да ги работите овие предмети. Меѓутоа, голем дел од овие предмети беа вклучени наши роми. Нели знаете, ние секој пат во поголем број од ваквите случаи некој наидуваме на удар од институциите на системот, така што навистина ги работев со голема внесеност во истите, со големи чувства и емоции, и да ви кажам право дека релативно бев успешен во водењето на овие постапки, и од тука при водењето на овие постапки соработував со поголем број на невладини организации, граѓански здруженија, посебно со здруженијата, имаше неколку здруженија од централниот дел на Македонија, посебно во Скопје, во Прилеп, Битола, кои што се занимаваа со повреда на овие човекови права. Работев за повеќе институции, меѓутоа сакам да кажам и следното, дека во овие случаи нашите странки, значи странките кои што ги застапував во овие случаи претежно беа роми, ги работевме про боно. Значи не беа изложени на никакви финансиски трошоци. Трошоците беа обезбедувани од друга страна. Мислам дека и во тој дел бев успешен. Сега можеби некој ќе ме критикува, можеби некој ќе ме фали, меѓутоа реалноста е таа. Секој пат нели критиката негогаш е добронамерна, негогаш критиките се и со несвесно, можеби негогаш има некои критики кои што задираат во човекот, во неговата душевна проекција. Меѓутоа овие критики мора негогаш да ги прифатиме како такви, имајќи предвид дека сме ние како јавни личности, мора да имаме поголем праг на толеранција. Така. Во суштина е мојата биографија. Мало. Супер. Значи, сега малце дознавме повеќе од Аксел Ахмедовски. Аксел, јас многу сакам вака своите гости да се ги дочекам, значи максимално добро, да се осеќаат стварно добро. И сега понекогаш доаѓаат некои изборови или некои коментари, така да или па некои прашања кои еве малце понезгодни се, али мора да ги поставам, така да еве јас одма значи ќе одам на едно прашање што слушнав или ја што решажирав, така да дојдовме до тоа дека во последното време, како и сега за изборите, уште повеќе се заострени нападите врз вас, од победници или политичари од населбата Шуто Ризари Шутка. Дали сакате да ни кажете нешто повеќе во тој дел и што би апелирале на тие луѓе, значи? Јас навистина не гледам суштината на овие напади, кога со овие луѓе немам никакви контакти. Ниту имам намера да им враќам на коментарите, ниту имам намера јас да враќам со лоши коментари. Нели тоа понегош е здраво и за демократијата, меѓутоа незгодно и невкусно е кога без никаква причина со овие коментари задираат во твојата приватност и посебно кога изнесуваат клевети кои што апсолутно немаат никаква врска со вистината. Сега во последно време, дали вчера или завчера, дознав една информација дека наводно јас и мојата сопруга сме имале невладина организација и дека
дека сме спечалили или пак дека сме украле, или пак дека сме заработиле некаде околу 3 до 4 милиона евра на грбот на ромската заедница. Тоа во суштина, значи, тоа нема никаква врска. Ниту имаме невладина организација, ниту пак сега во моментот мојата адвокатска дејност е во функција, истата е во мирување веќе 2 години. Мојата сопруга е вработена во една фирма, не работи во невладина организација, инаку јас бев како еден од основачите на невладината организација КАМ Одделчево, бев председател на управниот одбор, меѓутоа целата работа која што обавува во оваа организација беше од областа на правото. Значи, нема никаква врска со тоа што го зборуваат. И навистина не знам кои се причините за ваквите невкусни напади. Јас само сакам да им дадам еден апел, дека треба да бидеме сите добронамерни, да немаме негативни емоции, сепак сме луѓе, и дека без потреба не треба да се оквалификуваме како некои криминалци, бандити. Тоа се зборови кои што најмалку сакам да ги користам во мојот вокабулар. Од друга страна, и апелирам при давањето на нивните изјави да не користат зборови или содржински кои што се полни со говор на омраза, затоа што од друга страна пак говорот на омраза предизвикува и криминал од омраза. Од тука навистина сакам и да ги поздравам, да бидат померни при давањето на нивните изјави, да од друга страна пак сметам дека тоа што задираат во мојата приватност и што изнесуваат клевети и што шират невистини и што постојано сум во нивните усти, тоа значи дека сум на некој начин навистина квалитетен и можеби подобар од нив. Добро, сега мислам дека тоа сега нека биде еден апел. Што би ти апелирал, значи, за нив? Еден директен апел за тие луѓе. Дали ќе можеш нешто да им кажеш? Значи како што кажа, директно придавањето на нивните изјави, кога зборуваат за некоја личност која што ја зборуваат, кога изнесуваат некои аргументи, истите овие аргументи треба да бидат потврдени со факти. Добро. Не да шират невистини и при нивните изјави да нема говор на омраза. Затоа што говорот на омраза, тоа веќе не представува слобода на говор. Говорот на омраза од друга страна може да предизвика криминал од омраза, што е навистина доста страшно. Еве сега слушам некои од политичарите кои што се кандидати на листите изјавуваат дека треба да се гласа само за една етничка опција или за една етничка заедница. Нам, како ромска заедница, не ни требат поделби, не ни требат ширење на говор на омраза, да се не насуваме уште поголемо зло. Значи, делењето на граѓаните во Република Северна Македонија на вакви или онакви само ни носи лошо. Лошо е тоа што се зборува, да кажеме, слушам некои изјави дека веќе нема глас за македонец. Тоа е веќе говор на омраза. Не може со такви изјави да си нанесуваме ние генерална квалификација дека само ние сме најлошите или најдобрите. Ние треба да имаме програма наша, оваа програма треба да ја предочиме пред граѓаните, ако ја прифатат добро, ако не ја прифатат, пак добро. Истите, својата доверба ќе ја кажат на денот на изборите. Да. Аксе, имаме едно прашање од Левен Демировски. Јас ќе го замолам, значи, Левен Демировски да го прецизира малце своето прашање. Еве сега тука добро го прецизирал. Ајде да кажам. Кажи нешто за коалицијата со ГГ што имаше. Сега, дали ќе сакате нешто за тоа? Може. Не, воопшто не е спорно. Со ГГ имавме само запознавање и првични разговори. Тој беше во процес на формирање на партија. Ние како партија се формиравме ланска година, веќе наполнивме веќе една година од регистрирањето на партијата. Бев на 2 пати или 3 пати во Скопје кај него. Имаше во Скопје, поточно во населбата Шутово Ризари, имаше едни случаи кои што беа со катастрофални животно загрозувачки последици. Имаше еден пожар каде што се загубија неколку човечки, односно детски животи, и тука навистина разговаравме доколку тој
не ја формира партијата, или ако започне со регистрацијата на партијата, да настапиме заеднички. При водењето на разговорите и во процесот на формирањето на коалициите, не знам од кои причини се престана соработката. Во водењето на разговорите бев крајно искрен, меѓутоа не знам, можеби мојот капацитет што го имам и моето размислување можеби не одговараше на неговото размислување. Значи немаше никакви кавги, едноставно не дојде до склучување на коалиционен договор со партијата на ГГ. Инаку јас во оваа прилика го поздравувам, како што го поздравував и во претходните случаеви. Тој знае дека јас при регистрацијата на неговата партија, односно при правењето на документите, дадов мој голем допринос при регистрацијата на истата партија, односно при подготвувањето на документите. Од тука сега дали тоа некој ќе го призна или нема да го признае, тоа е друго прашање. Вака пред да го немаше воспоставена, како се вика тоа, писмена или правна коалиција. Добро, што мислите сега вие, или што мислиш ти, нели е подписано Националното Федерација Демократско да се фер, значи изборите треба да одат. Што мислиш, дали ќе може некако да се успе све тоа фер, некако да биде овие избори? Ние во суштина сите се залагаме изборите да бидат фер и демократски. Јас знам и сум сигурен и од искуство гледам дека во значителна мера претходно изборите не беа толку фер и демократски. Постојано имаше кршење на изборните процеси, на изборните правила. И навистина ми е жал што имаме на констатација ваква што ромската заедница секој пат се наоѓаше под удар на поголемите политички партии, владеачки партии или пак други помали партии кои што се од неромска заедница. Еве веќе сведоци сме дека веќе има обиди од представници на партии кои што не потекнуваат од трета изборна единица, бидејќи јас сега делувам во трета изборна единица, и од партии кои што не се од ромската заедница, прават обиди и прават чекори на секој начин да навлезат помеѓу нас, кај поединци, нудат некој бенефит, кој што може и потоа тоа ќе дојде до израз, некои тоа го прифаќаат, некои не, и оттука сметам дека ние како ромска заедница треба да бидеме доста умерени, мудри, овие трендови да ги прекинеме. А најмалку ќе треба помеѓу нас ние самите да се квалификуваме дека сме нечистни, непоштени, дека се продаваме, дека го раскинуваме ромското ткиво. Ние како заедница живееме во скоро ни целата територија на Република Северна Македонија и мора да признаеме дека во секој град имаме ние своји специфики, своји обичаи кои што понекаде некогаш се разликуваат, како што и не се разликува, да кажеме, јазичкиот дијалект. Да. Аксел, ние сега, еве, братот или другарот, мора само да гледам како се вика, Агуш Демировски. Да. Агуш Демировски ги поставува другите прашања. Еден цитат имаше денеска, не знам сега дали си ти информиран, значи од Заев, дека каде што има аудио, каде што пишува маме ќе им ебам на сите што ќе влезат кај мене во коалиција. Нова бомба на која се слуша како функционира Заев зад сцената. Дали ќе можеш нешто да ни кажеш од ова, дали? Па не знам сега за ова аудио бомба, знаете, јас имам целодневни активности и да ви кажам право, на Фейсбукот или другите социјални медиуми не сум во состојба толку да ги следам, можеби вечер кога ќе завршам со агената, колку што имам време тоа да го погледнам. Инаку сега дали треба да се верува на ова нова аудио бомба или не, навистина не сум компетентен тоа да го кажам. Нели овие треба да бидат испитани дали се точни, дали се вистинити, да не се лепени, дотерани и така.
Така да не можам да дадам никаков коментар за ова аудио нова бомба за која што сега ме праша. Апсолутно. И не треба, значи тоа што треба тоа да се контролира и јас така мислам. Уште едно прашање од другарот Агуш Демировски, кој прашањето гласи кој ги натерал ПДПР да ја прекинат коалицијата со НПР и да направат со СДСМ и која е шансата почитуваат Аксел Ахметовски да биде изабран за пратеник? Еве веќе, значи овие работи што ја ги пише тука ги. Добро, сакам да го поздравам Агуш Демировски, инаку мој познаник од подамна, уште кога бевме заедно во партијата за целосна емансипација на ромите, никој не натера да ја раскинеме коалицијата, затоа што коалиција не беше ни вклучена. Тоа е мојот краток одговор. Имавме разговори, седевме, се видовме, имавме кафе муабет, меѓутоа пак да ви кажам, пред поднесувањето на листите во Државната изборна комисија, нели изборите беа одложени, се уште не беше регистрирана партијата на ова новата партија на каде што председател е Геге Демировски. Така да никој не натера да ја раскинеме коалицијата, затоа што не беше ниту случајно, немаме ние коалиционен договор, немаме писмен документ за тоа. Добро. Ја би го поздравил. Да, povedете. Сега по однос на вториот дел од прашањето, мислам дека беше кои се шансите за да се влезе во парламент, ако не се лажам. Да. Сега да ви кажам, значи ние во источниот дел на Република Северна Македонија, од почетокот на формирањето на парламентарниот систем, како роми бевме поделени во двете поголеми македонски политички партии. Едни беа во редовите на Социјалдемократскиот сојуз, други во редовите на ВМРО-ДПМН. Направени се повеќе обиди од повеќе ромски политички партии кои што идеа, да кажеме, од централниот дел на републиката. Меѓутоа, кога ќе дојде од дека ќе се направеше една еуфорија, ќе го подигнаа ромското чувство и идентитет. Меѓутоа, за кратко време се губеа од тука, така да освен што во известна мера работеше и функционираше партијата за целосна емансипација на ромите, која што во овој дел имаше повеќе своји огранаци, другите партии не можеа да профункционираат. Сега со формирањето на новата партија, на каде што сум јас председател, влеговме во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа тука, нели знаете, пред влегувањето во таква една коалиција се прават договори за пратенички места и за владени структури. Иако сега, да кажеме, моето место е на 15-то поред на самата листа, јас во тоа не гледам никаков проблем. Нас не се кружа сега за прв пат прилика во историјата на овој дел од Република Северна Македонија, па историска шанса е наша да учествуваме ние со наши луѓе кои што произлегуваат од овој дел на државата, да бидеме учесници во еден изборен процес, каде што мислиме дека ќе го представуваме гласот на народот. Сила и елан за работа на нашата партија ние добиваме од секојдневните настани и терени кои што ги правиме низ третата изборна единица, па и пошироко, така да она што ќе сакаме да го презентираме, тоа ќе бидат конкретни предлози на самите граѓани. Ако се работи лично за мене, дали како Аксел или како адвокат, ова место кое што го имам на листата за пратеници ми се повредува моето чувство и его, можам да кажам слободно не. Тоа го кажувам од моето долгогодишно адвокатско искуство. Знаете, кога се водат судски постапки и наидувате на секакви препреки. Од тука јас верувам во мојот капацитет, верувам во капацитет на моите луѓе кои што се во партијата, на моите подпредседатели, генералниот секретар, па и на сите членови на општинските организации и сметам дека тоа е добра шанса да учествуваме во еден изборен процес. Покрај пратеничкото место имаме договорено и други места. Ето, бидејќи има доста повеќе пати ми поставуваат прашања што очекувате од оваа коалиција, можам слободно да кажам дека јас сум идниот министер повторно во владата на Република Северна Македонија. Дали тоа ќе го прифати некој или не, тоа е негово. Вака, еден голем поздрав до Денис Икс Исмаил.
тој поставува едно прашање, прашањето гласи: со сета почит кон господинот Ахмедовски, дали верува дека има сериозни шанси да биде пратеник во собранието на РСМ, доколку гласови очекува од освои во престојните парламентарни избори? Еве веќе почна вие со моето македонски проблем. Да, не е проблем. Јас веќе делумно и дадов одговор во моето претходно излагање на ова прашање. Значи, битно е дека ние учествуваме во изборниот процес, сега тоа зависи, да кажеме, од излезеноста. Меѓутоа, јас верувам во нашите граѓани роми во источна дел на Република Северна Македонија, поточно во третата изборна единица, и сум сигурен дека истата ќе ја дадат поддршката не само за мене. Јас постојано зборувам дека никој пат не сакам да ја постоветувам партијата дека е моја лична. Не сакам никој пат моите лични изјави или моите лични ставови да бидат и како преточени во став на партијата. Сите ставови и сите мислења кои што ги даваме во јавноста се по претходна консултација на самото председателство и на членството на самата партија, меѓутоа по претходна анализа на терен во нашата изборна единица, во соработка и во разговори од самите граѓани. Дали се шансите големи да се влезе во самиот парламент, тоа ќе го видиме на денот на гласањето. Меѓутоа, денеска читам некои анализи од или анкети од една невладина организација, поточно од, мислам дека тоа беше од движењето Аваја, дадени се тука неколку проценти на неколку од нас кандидати за пратеници од ромската заедница, вклучени во оваа коалиција. Некои има прогнози дека некои ќе имаат 100% шанси, некои дека имаат по 60, некаде во 80. Гледам дека по однос на мојата вклученост или моите шанси за влегување во парламентот има процентуална застапеност некаде околу 80%. Меѓутоа, след тоа се анализи кои што сега се прават, меѓутоа сигурно тоа ќе се види на денот на гласањето. Еве сега ја ќе почнам со моите прашања. А многу прашања веќе се одговорени, така да морам малце да се преиспитам и јас сега. Кои се најголемите придобивки од оваа влада, значи што ја имаш? Јас морам да бидам искрен и да кажам, можеби со тоа некој нема да се согласи, меѓутоа оно што сега го прави оваа влада, однос на ромската заедница, претходните влади во изминатиот период тоа не го направија. Сакам веднаш тука да се обратам на моментот околу социјалната заштита, односно околу зголемувањето на социјалната сигурност. Новиот закон за социјална заштита се овозможи ромската заедница до периодот додека чекаат вработување да добиваат гарантиран минимален приход, кој што сега е 3 пати поголем од износот на социјалната помош кој што беше во изминатиот период. Дополнително е воведен детски и образован додаток за корисниците на гарантиран минимален приход. Фокусот на законот е активација, односно активација на мерките од Агенцијата за вработување, кои што навистина се насочени и одговараат кон ромската заедница, посебно кон оние кои се корисници на гарантиран минимален приход, и се со цел да бидат и тие инклузивни на пазарот на трудот. Мислам дека тоа е една од големите придобивки на оваа влада, која што досега тоа не беше случај. Аксел, дали вашата програма, мислам на програмата која вашата партија има спремено и се залага, дали од СДСМ е прифатена и ќе биде метната во програмата на владата кои се прифатени? Значи вака, јас ве уверувам дека овие предлози кои што ги имаме ние како партија по однос на социјалната заштита и социјалната сигурност, не само што ги има во владата на Социјалдемократскиот сојуз, туку дел од овие наши заложби се навистина и вклопени во истата програма. Така да истата програма е навистина заедничка. Законот за социјална заштита дава добра основа за во подобрувањето на состојбата на ромската заедница. Меѓутоа,
имаме ние наши предлози кои што сум сигурен дека по победата на изборите и со формирањето на владата, ние како партија ќе успееме да внесеме и некои наши предлози по однос на социјалната заштита. Ќе следува втора фаза од Законот за социјална заштита. Тоа значи директна активација, без одлаговикување. Тоа што значи? Сега ќе ви кажам, овие денови бев на терен во повеќе градови, бев вчера во Куманово, завчера бев во Велес и констатирав една состојба која што навистина е травматична за однос на нашето население. Затекнав лица кои што немат никаква информација по однос на правата кои што ги имаат од социјална и здравствена заштита, ниту пак имаат сознание за активните мерки кои што во тек се практикуваат. Така да, оно што ќе го бараме да се од страна на службениците вработени во центрите за социјални работи и агенцијата за вработување да изработат профил на лица, значи да бидат како што имаме ние патронажни здравствени службеници или како што имаме образовни или здравствени медијатори, да имаме и лица од областа на социјалата, значи социјални медијатори, за да на лице место направат профил од некои наши лица роми кои што апсолутно сега не се во состојба да ги искористуваат овие права кои што ги дава Законот за социјална заштита и истите да бидат вклопени во самиот систем. Бидејќи навистина, да ви кажам, сликата е жалосна, кога овие лица во разговорите со овие лица кога кажуваат дека немат никаква информација, дека не користат никакви права. Затоа навистина ние ќе се бориме и мислам дека во тоа ќе успееме да активираме вакви службеници кои што ќе бидат постојано на терен за да прават на вистински профил од лицата на кои треба да бидат во служба на овие лица. Од друга страна, предлагаме гарантирање од минимален приход, да не се укинува за цело семејство, кога да кажеме еден член од семејството поради ненавремено пријавување во Заводот за вработување ќе биде укината гарантирање од минимален приход на целото семејство. Реално е да се намали износот само за еден член од семејството кој што да кажеме не се пријавил навремено. Од друга страна, предлагаме на лица за овие лица кои што користат гарантиран минимален приход, дополнително да им се овозможи да остваруваат приходи во износ од 70.000 денари по разни основи и на тој начин да не им се укинува гарантиран од минимален приход. Исто така имаме предлог за лицата кои што имаат социјална пензија или социјална сигурност да остварува дополнителен износ од 50.000 денари и во тој случај да не им се укинува социјалната пензија. Она што е доста битно и многу битно за нас. Ние знаеме дека нашите граѓани се под постојан удар на извршителите. Имаат извршни решенија за наплата на разни долгови, посебно по однос на комунални трошоци, електрична енергија, кредити, долгови и така натаму. Предлагаме да се воведе за секој лице кој што користи гарантиран минимален приход да има социјален број, така што кога ќе дојде, да кажем, извршното решение, кога ќе дојде предлогот за наплатување на долгот до самиот извршител, пред изготвувањето на налогот за извршување, кај самиот извршител да излезе да се појави овој социјален број, за да не се процесуира извршната постапка. На тој начин, не само што ќе се излезе во пресрет на овие граѓани кои се навистина најранливи во Република Северна Македонија, од друга страна ќе се намалат и трошоците кои што се дополнително предизвикуваат и од страна на банките. Сега морам малце, имам еден гостин за тебе или за вас, така да, ама тоа ќе го спремам малце за покасно. И сега баш линк му пратив, така да тоа нека биде како малце една така да кажам, како да кажам се македонски, не знам ние. Значи да биде еден изненаđenje. Изненадување, така, изненадување. Ние ќе одиме понатаму со нашите прашања. Како ја цените социјалната положба на ромите сега моментално? Се зборува, значи, из цела Македонија.
Сега Македонија веќе 3-4 месеца се наоѓа во исклучително комплексна ситуација, бидејќи и нашата држава е опфатена со пандемијата од коронавирусот. Во овие моменти, јас сега не сум компетентен тоа да го кажам, не сум здравствен работник или не сум стручњак од областа на здравството, меѓутоа по бројките кои што ги гледаме постојано, по тоа што се зголемува бројот на лицата опфатени со коронавирусот, мислам дека се работи за некој полуфтор бран. Од тука сметам дека во областа на здравството, нели имаме ние здравствени медијатори, нивниот статус треба да биде решен. Јас тоа го предлагав додека бев и министер без ресор, меѓутоа од други причини тоа не успеавме да го постигнеме, затоа можеби ќе зборуваме негош во друга прилика. Меѓутоа јас сметам дека овие здравствени медијатори треба да бидат систематизирани, бидејќи тие навистина треба да бидат вистински линк помеѓу нашите граѓани и помеѓу институциите здравствени, затоа што предново кажав дека голем дел од нашето население не ги знаат мерките, ниту пак имаат сознание, ниту пак има кој да ги информира за овие мерки за подобрување на нивната состојба сега во овие услови кога владее пандемијата со коронавирус. Аксел, еве гостинот не сакам веќе во бекстејдж да го пуштам, така да изненадувањето, јас се надевам дека еве малце и тој ќе ти даде поддршка. Јас, ако се сложуваш, ја би го ставил се програма, така да тоа е господинот Самет Салиевски. Добро дојде, Самет. Добро вечер. Добро вечер до твојот гостин и добро вечер до вас, до прекрасна емисија. Мислам дека сте прекрасни, то сега имате десетка, не петка, него десетка, да. И гостинот ви е прекрасен, да ти кажам. Фала, Самет, ти си, како и увек, значи, многу... Има некој прекин? Да, нешто прекин. Не, немаме прекин, се во ред. Самет, јас мислам дека кога се зборува за Аксел Ахмедовски, вие се познавате уште од порано или како? Дали имате некоја соработка заедно? Вака, значи Аксел Ахмедовски го запознав пред 3 години, кога станав советник, тогаш како министер, нели без ресор беше во владата, имаше една средба во Куманово, но тогаш првата средба беше некако непријатна. Кога дојде во Куманово, тогаш имаше некој недоразбирање со градоначалникот. Јас тогаш бев во гости кај син ми, тогаш со градоначалникот преко телефонот таму и кажав дека сакам кога ќе се вратам да направиме една средба, затоа што се работи за Ром, кој што е министер без ресор, мислам дека треба по сите протоколи да го прими и да направиме една соработка, затоа што е и како е битен во тој сектор, нели локалната самоуправа Куманово е во соработка, мора да соработуваме ние ромите, бидејќи е наш министер и бараме од него поддршка. Кога се вратив, тогаш подхитно јас му се јавив на министерот, барав да се видиме со него, кога ќе може он да дојде во Куманово, јас организирав средба, сите протоколи, се она на ниво пречек, она, знаеш тогаш, и од тогаш почнува нашата соработка. И морам да кажам дека се работи за прекрасен човек. За личноста, за личност зборам како човек, нели прекрасен, затоа што е домакин, фамилиарен човек, образовен, нели како адвокат, се работи својата струка, лидер зборам за роми како лидер, нели? Јас морам да кажам една работа. Јас сум во политика 20 години. 20 години сум во политика. И досега ниеден министер од ромска страна, зборам за министер, досега ниеден ромски министер нема инвестирано во Куманово. Аксел Ахмедовски инвестира во Куманово 3,5 милиона денара. Со него, кога се запознав со него, одма инвестира во Куманово 3,5 милиони денари за ромска населба, се работи за населба Стедорек, Бекатон. Исто така имавме многу други планови за Куманово, да се работат едно 6 куќи за самохрани мајки, за луѓе што се социјала, да помогнеме што повеќе во повеќе населби кај што можеме да помогне. Нашата болна тачка е инфраструктура. Да не се лажеме,
тука е болната тачка, кај има роми, таму има проблем. Но еве со поддршка на Аксел во неговото владење успеавме да добиеме уште 270.000 денари за проектни документации за во 5 населби. Но за жал тогаш после тоа дојде негова смена и сега со новиот министер што е уште немаме, мислам, добиен денар немаме добиено. Имаме стредби со министерот, но немаме добиен некаков бенефит од тоа се. Но соработката понатаму тече. Ние нормално дека мора да соработуваме, се работи за ромска заедница, не како заедница мора да соработуваме во интерес на заедницата, сите заеднички. Но сакам да кажам дека за Аксел, како човек, мислам дека е прав човек и ќе биде прав представник на ромската заедница. Сум сигурен дека ќе биде човек кој што ќе носи ромската заедница во подобри, да кажам, во подобри да кажам ситуации, подобри позиции и така натаму. Ќе се бори, знам дека е борец, знам дека може да дава многу од себе, бидејќи се работи за адвокат, ги знае сите права, човекови права, нормално ќе се бориме заеднички, бидејќи јас сум во двојка, тој е во источниот дел, но ќе дадам се од себе да му дадам поддршка, да му помогнам што можам повеќе за да се успее сите ние да успееме ромите во Македонија. Кога се зборува сега, тоа е нормално, мора да дам исто збор и простор да може Аксел нешто да каже исто од сами Салиевски, нели? Како што рекол сега. Значи, навистина сум пријатно изненаден од неговиот настап тука во вашата емисија. Ние и вчера бевме заедно во Куманово. Јас имав редовна посета по агенда во Куманово, посетивме повеќе населби. Инаку точно е со него се имаме запознаено пред скоро 3 години и јас како министер без ресор во тоа време, бидејќи по самата програма на кабинетот, морав да вршам посети на сите општини и тогаш главен фокус на самиот кабинет, па и сега, сметам дека треба да биде делувањето во областа на инфраструктурата. При посетата на Куманово, на вистина имаше еден немил настан кога градоначалникот беше презафатен. Мислам дека имаше некои гости од бизнис странски центри и требаше тука малку да го почекаме, меѓутоа јас имав и друга агенда. Општината ја напуштивме, потоа по препорака на самиот Салиевски се направи нова средба и од тука почна добрата соработка со општина Куманово и навистина станавме и добри пријатели не само со самиот и со неговите другари пријатели во Куманово, не само од Средорек, туку и од Барајки, од Бавчи и скоро од целата територија на Куманово каде што живеат наши роми. Од тука сега сакам да ги поздравам сите и да дадаме на голема благодарност за вчерашниот пречек и дочек и поддршката што ми ја дадоа при спроведувањето на агендата во текот на вчерашниот ден. Инаку во овие посети кои што ги правев по општините беа во интерес на ромската заедница. Јас од теренските посети утврдив дека ромите живеат обично во деловите од општините кои што се во граден жерон, кои што не се опфатени со генерални и со детални урбанистички планови. Утврдив дека во претходниот период од страна на општините не беа изготвувани урбанистички планови. Значи средините кои што живеат нашите роми се под ниво, живеат во страшно под субстандардни услови, за разлика од обкружувањето во овие населби. Јас често пати во моите излагања зборувам, значи кога одиме во посета по општините, таму каде што завршува, да кажеме, македонската, турската или албанската населба, веќе започнува кал, започнува неурбана средина. Таму живеат нашите. Вчера, во текот на вчерашниот ден, навистина ме потресе една слика која што ја видов во населбата Бараки. Таму навистина треба многу да се делува, меѓутоа сега како
иако министерството е без сметка, нема своји лични пари во кабинетот, меѓутоа во другите сектори, во другите министерства средства има. Нели тука треба да се спроведува овој стратешки документ, стратегијата за роми 2014-2020. Од оваа година сметам дека треба да се направи нова стратегија до 2024 година. Овие средства треба навистина да бидеш добар менаџер, да бидеш стварно активен на терен, да ги утврдуваш приоритетите и да даваш предлози на влада, да направиш програма за да овие средства кои што се наменети за ромската заедница во сите министерства да се наменски потрошат. Во првите 5 месеци од моето делување како министер во владата на Република Северна Македонија овие средства беа наменски потрошени, дури ни фалеа и средства за довршување на некои проекти. Навистина овие средства кои што беа доделени на општина Куманово за мене беа изненадување, бидејќи јас сметав дека претходно преку кабинетот без ресор биле доделувани средства не само за инфраструктурата во ромските заедници, туку и во областа на образованието, здравството, културата и така натаму. Успеавме тоа да го сработиме се што беше во моја моќ и во рамките на капацитетот на самиот кабинет. Имавме доста пријатни моменти за време на моето действување во владата, посебно во Куманово. Имавме зацртано доста проекти, посебно во областа на културата. Самата како се сеќава, бевме во повеќе фондации на разговори. Последната беше во една од турските фондации кои што се занимава со спорт и култура и не случајно на еден настан, мислам дека беше на фестот, музичкиот фест, сега како се викаше во Куманово, Труба фест. Рома Труба фест. Во мојот говор кажав дека во Куманово имаме човек што представува микс од спорт, култура и политика. Тоа беше Самет Салиевски. Мора сега малце да се... Значи, денеска во самиот почеток, кога реков дека слушнав добри, позитивни работи од тебе на самата решежа, денеска кога решажирав, нормално контактирав и со Самет Салиевски, тој е еден од тие луѓе кои одма ми рекоа, значи, Аксел е еден човек кој стварно многу дал за ромите и за Куманово, кој како што наведе Самет, значи и во Куманово и вие како се и ти како што наведе, значи во Куманово имате направено доста добри работи кога се зборува за нашите роми. Едно лично прашање. Дали те однесо Самет на Кумановски мезелак? Не еднаш, бевме повеќе пати. Не. Куманово без Кумановски мезелак. Јас кога ќе дојде Сергиј го носам право на мезалак у Куманово. Да. Ќе одиме. Тоа сигурно биде. Самет, едно озбилно прашање сега, нормално кога ние зборнавме дека моментално ние сега тука што гледаме дека во Македонија владее тоа вирус, значи COVID-19, поточно корона, како е ситуацијата во Куманово? Дали имаме некои информации сега моментално? Инаку сум јас член во општинскиот штаб во Куманово, како ром представник, единствен во целата Македонија во Куманово, имаме штаб општински кој што делува и таму секогаш добиваме информации од сите сектори што се во Куманово. Нормално дека мене ме интересира за ромската заедница и секогаш прашувам дали има ром заболен, дали има ром некој што секогаш е негативно тоа што инаку во Куманово имаме досега 11 роми и останува на тоа кои што биле нели заразени од ковидот, имаме двајца мислам дека починати од тоа и така останало. Сите тие што беа 11 се излечени. Но за сега немаме ром уште позитивен од вирусот COVID-19. Во момент немаме. Секогаш добивам информации редовно. Докторката нели ми се јавува и ми кажува дека нема, има и ме прашува кои се луѓето, има некои нели од докторите кои што се матични во Куманово, ги дават препораки да одат нели да направат текстови. За сега немаме такви ништо.
сега е мирно во Куманово. Нормално, немам некои информации, а за сега јас немам информации дека имаме некои нови во тоа. Самет, како се справуваат луѓето кога се зборува со лична хигиена или па да кажам сега дезинфекција, дали имат доста? Да ти кажам право, во почетокот нели пред 3 месеци тоа не беше како нешто како најава, нели како она што мораш да го правиш, не е задолжително е тоа да го направиш, да имаш дезинфекцијски средства дома, сапун, шампон или тие дезинфекцијски средства, значи тоа не беше како задолжително. Се трудевме колку што можевме да апелираме на сите наши нели роми во целото Куманово. Јас повеќе пат излегов нели јавно на лајв и во сите населби делевме повеќе пакети кои што имаше дезинфекцијски средства, делевме и тоа, но сега е тоа нормално дека телевизиите работат, медиумите тоа го рекламираат, нели секогаш има такви реклами и пазат сите на тоа и мислам дека за сега баре по мојата нели проценка дека луѓето ромската заедница се заштитуваат. Маските ги носат редовно, нели има некои носат, но повеќето дел ги носат маските и се предпазливи на сето тоа што треба да го направат. Добро, сега нормално не сакам ја тебе да те задржам веќе затоа што знам дека не беше планиран, така да јас во секој случај многу ти се заблагодарам, значи Самет што се појави тука и даде еден, ајде да кажам сега, значи го поддржуваш Аксел, како јас сега што сваќам дека го поддржуваш Аксел за овие добри зборови, сакам само тебе да се заблагодарам. Се надевам дека само добри вести ќе слушнеме кога се зборува за вирусот, поготово Македонија или Куманово, значи се надевам дека ќе добиеме само добри вести. И фала ти многу. Благодарам што ме вклучи да бидам дел од оваа мисија и со гостинот да му дадам поддршка. Не само поддршка. Тој ми е драг пријател и му посакувам многу среќа, успешна кампања. Да му се оствара сите желби. Се радам дека договорот што го има постигнато со Социјалдемократскиот сојуз ќе го оствари и се радам дека ќе си го земе местото кај што заслужува. Инаку Куманово и јас сме во неговата страна, му давам огромна поддршка, иако сум од втората страна, или од социјалдемократ, но како ром му давам голема поддршка, секогаш ќе има и секогаш ќе му помогнам. За се. Но му посакувам многу здравје и успешна кампања. Тоа беше значи Самет Салиевски, не знам Аксел дали сакаш нешто и ти да кажеш или? Добро, благодарам на убавите зборови, благодарам на поддршката што ми ја даваат и од Куманово и за тоа дека ми посакуваат успешна спроведена кампања. Јас ме уверувам дека познавајќи се себе, познавајќи ги подпредседателите на партијата, кои што навистина се страшни борци за ромските права, морам тука да го спомнам подпредседателот Таки Акиов, почени Самет го познава, тука не е генералниот секретар Ерол од Штип, подпредседателот Јуска од Штип, имаме подпредседателот Виница, млад човек кој што на студии, вклучително и другите и председателите на општинските организации, даваме максимум од себе за да ги мотивираме луѓето и да излезат на 15 јули да дадат поддршката за коалицијата во која што сме и ние вклучени и не се сомневам дека истата нема да ја добиваме. Сметаме дека со формирањето на парламентот и со формирањето на владата уште појако и уште подобро ќе работиме за подобрување на состојбата на ромската заедница. Некој можеби ќе ни најде мана затоа што или ќе ни искритикува затоа што навистина има огромен број на проблеми. Проблемите наши ромски се големи до небото. Чувствата наши во овој изминат период се тепани и претепани затоа што за сите лоши работи кои се случуваат во државата не сакајќи ги префрлаат на нас. Меѓутоа, знаете, борбата е малкотрпна, тешка е, мораме да истраеме во истата, мораме да дадеме се од себе и се што е во наша моќ, се што е во границите на нашите капацитети, човечки, материјални, интелектуални, мораме да одиме напред. Тука, навистина сакам да упатам еден апел на посебно на младите луѓе, гледаме на апатија, една пасивност, можеби ќе дојде време и тие да бидат вклучени во
во овој систем на политичко делување мора да бидат вклучени со нас за да не само критикуваат, туку да се внесат во самата критика и да издадат решение од критика. Да најдат Аксел, јас мислам Аксел, извини што те прекинам, ама ја мислам дека самет го чека Кумановскиот мезелак и сака да оди. Ме чекат луѓе, кампајна ме чека, луѓе, кампајна ме чека. Кампајна луѓето ме чекат, гарда. Ме самет, па ние ќе се збориме уште малце, значи па нема проблем. Јас Аксел, ти сакам многу. Аксел, ти посакувам среќа, многу здраве, брат. Да успеш. Ништо повеќе. Убава кампајна, брат. Ајде, поздрав. Севгил Овсасто Бут, поздрав сај Роменге. Само ти број, ти тројка. Само број 3. Селаме Савенеги. Поздрав. Ајде. Поздрав Самет, чао. Тоа беше значи Самет. Јас само малце да ги посетам нашите гледачи дека тие може значи да не гледат и преку YouTube, каде што треба да барат Рио Севгил Сали и тука значи ќе се абонира и ќе бидат стално информирани со нашите телевизиски програми, така да сакав само да посетам. Ние ќе одиме уште малце со нашиот гостин Аксел Ахмедовски. Аксел, ти се наоѓаш сега во Делчево, така? Да, во Делчево. Во Делчево. Како е ситуацијава таму со нашите роми кога се зборува сега за вирусот? Дали ќе можеш нешто да ни кажеш малце? Знам дека Па морам да ви кажам дека навистина сум среќен што во нашиот дел немам информации, меѓутоа и знам дека нема ниту еден ром кој што е опфатен со овој вирус, смртоносен вирус кој што е навистина штетен. Немаме ниту еден заразен, нема ниту еден позитивен, немаме информации дека некој, да кажеме, е во домашна изолација. Меѓутоа морам да изразам едно жалење за останатите кои што се опфатени со ова болест. Јас сметам дека нашите роми во овој дел се на висината на својата задача, почитувајќи ги здравствените мерки кои што се предложени од Министерството за здравство и од Светската здравствена организација. Значи, сакам да кажам дека, да потенцирам дека немам информации дека некој лице од ромската заедница е заболен од оваа болест. Фала Господ, така и се надам дека така и ќе се продолжи ова. Аксел, последното прашање или предпоследното прашање, така, дали има некоја програма сега, дали имате програма? Дали ќе можете нешто од вашата програма да ни кажете? Па пред малку јас започнав и нешто да зборувам во однос на програмата. Само на кратко ќе ви кажам делови, да кажеме, од областа што предлагаме од областа на здравствената програма. Предлагаме бесплатни стоматолошки услуги за децата до 15 години за сите корисници на гарантиран минимален приход. Меѓутоа сега сакам веднаш да кажам дека не станува збор дека ние како акцентот дека го правиме само на ромската заедница. Ние како партија се обраќаме и на останатите граѓани во Република Северна Македонија, посебно во оние граѓани кои се наоѓаат во социјален ризик. Значи овие мерки кои што ги предлагаме како во програмата се однесуваат и на останатите граѓани. Предлагаме ортопедски помагала да бидат ослободени од партиципација за корисниците на гарантираниот минимален приход и за лицата кои што користат старосна, односно социјална пензија. Од друга страна предлагаме и придружба на родител при болничко лекување на деца до 6 години ако се корисници на гарантиран минимален приход. Она што сакам да го потенцирам е тоа дека имаме предлози по однос на проблематиката со обработувањето на нашето ромско население. Она што на почетокот сакам да го кажам е тоа дека цврсто се залагаме за постигнување на начелото за правична застапеност. Нели за ова начело доста голем број на наши невладини организации зборуваат постојано за овој проблем. Меѓутоа мора да има за тоа и политичка волја на ниво на влада. Сметаме дека тоа во наредниот период ќе можеме да го постигнеме со добавувањето на мандатот, така да
би сакал овој процент да биде зголемен за до 2% на централно и на локално ниво. Од друга страна, знаете дека мал број од нашето ромско население се наоѓа на раководни функции, така да предлагаме овој број да биде зголемен. Сега на кој начин тоа може да се стори? Тоа може да се стори со потекнување на инвестиции во индустријски зони, а посебно во источниот дел на Република Северна Македонија, бидејќи источниот дел на државата беше до сега некако најзапоставен од сите аспекти, посебно во делот на инфраструктурата и во парањето на нови фабрики и изголемување на бројот на вработените. Од тука предлагаме да се поддржат ромите со високо образование или оние кои што веќе се во завршна фаза на своето школување, да бидат поддржани во сообучување во странски компании, па по нивното враќање во државата или во нашиот регион да бидат на раководни места, а со тоа истите ќе допринесат и да се зголеми и вработувањето. Значи истите ќе бидат во состојба да вработуваат наши лица од ромската заедница. Оно што е доста битно, бидејќи сега нели се неколку години назад се спроведуваат овие активни мерки за вработување преку агенцијата за вработување, а има ментори за вработување на роми, истите треба да бидат активирани во моментот кога мерките се во функција. Се случува доста пати да по завршувањето или по истекувањето на активните мерки овие ментори за вработување да бидат вклучени. Така да тоа ќе биде една добра основа за вклучување, односно за зголемување на работливоста на нашето население со примената или со имплементацијата на мерките, на активните мерки за вработување, како што се практиканство, обука, јавни давање на услуги од јавен карактер и така натаму. Аксел, дали ќе има стипендии за некое средношколско образование за ромските деца, кога се зборува за ромските деца, дали ќе има некои стипендии? Па стипендии сега има. Сега во областта на образованието состојбата е многу поподобрена за разлика од минатиот период, а за тоа има заслуга и стипендиите кои што се даваат не само од Ромскиот едукативен фонд, туку и од Министерството за образование. Така да имаме постепено зголемување на бројот на лицата кои што се запишуваат во средно образование и во високообразовните профили. Уште една работа сакам да кажам по однос на мерките кои што ги предлагаме во образованието, а тоа е дека треба да бидат во функција бизнис центрите по општините, кои што треба да дадат олеснување за фирмите на роми кои што се предприемачи и дополнително да има бесплатно книговодство во првите 2 години. Оно што е доста битно, по општините треба да бидат формирани економско-социјални совети кои што треба да донесат странски фабрики, кои што ќе треба да дават повисоки плати и истите на тој начин ќе се зголеми потрошувачката, ќе се зголеми потрошувачката. Овие совети на некој начин ќе ја следат и состојбата со бизнис климата, меѓутоа ќе организираат средби со странски стопански комари и на некој начин ќе ја ограничат нелојалната конкуренција, а во исто време ќе се намали сивата економија, а во исто време ќе има поголема застапеност, односно поголема правна заштита на работничките права. Тоа е во суштината сега која се зборува, значи за програмата тоа е во суштината. Да. Кога се зборува за Аксел Ахмедовски, колку е Аксел Ахмедовски, дали сте задоволни од, ајде да кажам сега, од прифатеното пратеничко место? Па ја на почетокот на дискусија кажав дека можеби местото е навистина за некој незадоволително. Можеби некој со тоа ќе се осети, ќе се почувствува дека е дискриминиран, дискредитиран, неомаловажен и така натаму. Тоа вакви чувства кај мене нема. Битно е дека
ние за прв пат во овој дел од државата учествуваме во еден изборен процес. Битно е тоа дека во тој процес ќе бидеме сигурно победници и повторно ќе кажам дека имајќи во предвид умешноста на мој подпредседателите на партијата и јас како председател и сите членови во партијата, дека ќе дојдеме до добар резултат и дека тоа што е договорено ќе го оствариме. Сакам да потенцирам дека јас сум со формирањето на владата, ако не пратеник, сигурно сум министер во владата. Оттука можам да кажам дека сум задоволен со тоа што го веќе имаме постигнато, имајќи во предвид дека ние сме нова, млада партија и тоа што го имаме направено за една година на вистина заслужуваме да бидеме во една таква коалиција во која што на вистина имаме доверба, бидејќи со истата коалиција и во истата влада веќе претходно имам работено јас лично како министер, имам веќе стекнато некој искуство кое што во пракса на терен дека мислам дека уште повеќе и уште подобро ќе го примем. Ние уште едно прашање има господино Сали Усеин, кој јас го поздравувам. Тој вели вака, прашува, дали има голем број на баратели на тие стипендии и кои се критериумите за добивање на истата? Па сигурно дека има голем број на деца кои што бара или ученици кои што сакаат да идат во средно образование или да се запишат во високото образование. Сега бројката моментална која јас навистина не можам да ја кажам, тоа ваквите податоци можат да се видат во министерство, преку Министерството за образование. Од тука сметам дека сите овие кои што бараат стипендии ќе ги исполнат критериумите и ќе ги добијат. Јас знам дека уште за моето министерско действување дека голем број од учениците во средно образование и голем број од студентите во високопрофилните образовни институции добива вакви стипендии кои што на некој начин им овозможуваат да бидат успешни во своето школување. Аксел, јас мислам дека тоа беше се од мене сега, некои прашања немав, затоа што претежно, значи во текот на емисијата во самиот почеток веќе ти сите прашања така ми ги одзеде и јас морав сега, значи, да контролирам пак кои прашања спремав, така да ти во секој случај тоа мислам дека добро за нашите гледачи веќе одговори. Јас сакам да те поканам тебе за негде околу 10, значи каде што ќе биде и адвокатот Салиху, Шабан Салиху и другите, значи исто кандидати ќе бидат тука. Значи ако прихватиш, тоа ќе биде една добра емисија, така да ја се надевам дека ти како и сега што прифати и тогаш ќе прифатиш. Мене не ми преостанува ништо друго него да ти посакам една среќа, успешна кампанија. Здравје за тебе, за твојата фамилија. Еден голем поздрав до сите, значи, од Делчево. Благодарам. Посебно за тебе. Еден поздрав од мене и од режијата, значи, наша. Јас се извинувам ако нешто на некој падежи македонски тука сгрешев. Како што кажав, дека секој ден тоа не го зборувам ја тука и така да се потрудив. Колку што е могуче. Мислам дека бевте добар во водењето на емисијата, немаше никакви грешки. Уште еднаш јас благодарам за можноста да учествувам во вашата емисија. На некој начин кампањата која што ја водам ја промовиравме и преку вас. Ги поздравам сите оние гости кои што или гледачи кои што не гледаат. Благодарам на прашањата кои што беа поставени и на можноста да дадам одговор на истите. Сметам дека ќе имаме можност уште еднаш да се видиме. И сега пред да се договориме за ова дебата, ви кажам дека кампањската агенда е целодневна, негде до навечер до 21:30. Сега реонот или теренот кој што го посетувам и каде што настапуваме доста голем, негде од Скопје, почнувајќи од
Илинден па до Берово, така да имајќи во предвид дека агените завршуваат некаде во 21:30, моето враќање дома е негде близу 24 часот или после 24 часот. На денот кој што го предложивте, доколку сум слободен, најверојатно ќе бидам ќе учествувам во емисија. Да, ние ќе се договориме, пак ќе бидеме значи во контакт. Во секој случај јас сум сигурен и имам тој некој, значи ми оставивте некој утисак дека сте добар соговорник, така да верувајте дека ја би се радувал кога би биле вие пак наш гост и да можете со вашето присуство малце да не програмата нашата да ја обогатите, нели? Мислам дека македонски тоа добро сега некако ајде, го скроив. Овен са сте. Овен тумен да са сте, мангато ми ги шукар дивен, сарсове кергиум, бари стрекија ми успешно кампањата тумен. Овен са сте. Поздрави на Сајро Македонија. Пак ја дикудне, значи, акавасине амаро гости орајо Аксел Ахмедовски, кога со, значи, кандидиринела. Ме мислинава дека тумен сиенси не задоволна. Таролески одговора кон слушајко тумаре прашање, значи, покушињум те поставина, амаре гостовски ов одговорин јалене. Мангава туменге, са нај шукаре, амен кади камен, значи, најкасно среда ја вере програмаја, а трети сјамен пана побари програма коте со ковено кандидатијата ро СДСМ мислева дека са ковен, али ковен информириме благовремено каму ка значи амен амаре рекламе ко социјална мрежа, ма ги начало ништо јавер него само те захвалинава, значи со сиенсине тумен Авдие Пале Мегостија, ко тумаре прашање со поставин генлен, захвалинава ки режија, захвалинава ко мануша со бешена Пали јака телевизија, захвалинава уедно амаре гостовски, значи Авдие со прихватиња амаро позив со нотињамен адвајтано Аксел Ахмедовски, шукарак мангава туменге, таракентумен, Аллах ишалатин ке опарахмети, упратуменде, упратумаре фамилиенде, а подорик сарсова кедјум амен таромаре програме ка вакера туменге. Значи, шукар диве, мангава туменге, мовен са сте со сиенсине присутна ко амари програма. Пријатно.